7 минута, 0:0. Иницијатива за домакинот за нашиот шампион Вардар. Серафимовски. Еве шанса на Ликина гол! 5:0. Игор Сашо Николовски. Николовски во вистинскиот момент во 8-та минута, тоа што е најпотребно, тоа што се уште не се познаваат екипите, се испитуваат силите, ја доведува екипата на Вардар во водство од 1:0. Добро напали Серафимовски, не беше најсигурен Грагори Чантурија, изворедно се снајде Николовски и Вардар води со 1:0. Заза Чанашија. Добар фудбалер. Имаше среќа сега Вардар. Имаше сега среќа Вардар и голманот Зекир. Опасно беше тоа. Заза Чанашија имаше можност да изремни на 1:1. Караджов. Николовски. Караджов. Петрески. Се придодава и Савов. Савов. Еве шанса, штета. Петрески. Почетнички погрешни. Се фача за глава. Изворедна шанса. Вардар дојде во водство од 2:0. Погледнете. Добра акција. Погреши тамо Гучу или Берадзе, а како да не знаеше каде се наоѓа голот Горан Петрески. Петрески. Војовиќ, Шејновски. Одлично. Добро игра Вардар. Понамала криза повторно се редат возбудливи ситуации пред голот на Чантурија. Серафимовски лоше го направи тоа. Пред голот, но не и во офсайд, Горан Петрески. Останува 1:0. Караджов. Шејновски. Чегаидзе. Опасно е. Браво, Зекир. Шутираше Джанашија. Аплаузите за Зекир. Во вистинскиот момент на она место каде што ја Валтер Гучуа. Сите се на половината на Вардар. Уште еднаш сигурен, еден од добрите поединци вечерва во редовите на Вардар, голманот Зекир. За голман тоа може слободно да се рече, кога еднаш, а тоа се случи на оваа средба, спаси сигурен гол за гостите. Марковски. Крај на средбата, Вардар забележи минимална, но драгоцена победа од 1:0. Сепак, не го делам мислењето со любителите на фудбалот. Нашиот шампион за борбеноста и за играта што ја прикажа во првото полувреме заслужува и по некој аплауз. Конечно реков и да повторам. Вечерва на нашиот градски стадион играше според ранглистата на УЕФА 90-та екипа, тоа е нашиот шампион, екипата на Вардар, и 58-та, тоа е екипата на Самтредија од Грузија. Со надеж дека ќе биде така сигурен и разигран
и сигурен и во одбраната и во нападот и на реванш над преварот на 22 август во Ботуми.